Кавадарчани пред се жителите на Ваташа, денеска со полагање на свежо цвеќе на бистата во дворот на спомен куќата во Ваташа, одбележа 81 година од смртта на народниот херој Страшо Пинџур. Свежо цвеќе положи делегацијата на Сдруженијето на борците, представници на Кавадаречкиот совет, делегација од музеј галеријата Кавадарци, делегација од кабинетот на градоначалникот, делегација на Сдруженијето на борците од Неготино, пратеникот Зоран Јованчовиќ, членови на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци, како и представници на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Кавадарци, делегација на Основното училиште Страшо Пинџур, представници од Винскиот музеј, библиотеката Феткин и советничката група на независниот кандидат Ристо Сакалиев. Потоа историски час за присутните одржа Натка Китева, кустос историчар во музеј галеријата. Во плејадата борци и револуционери за слобода од Тиквешкиот крај, значајно место му припаѓа и на народниот херој од периодот меѓу двете светски војни и ослободителната војна 1941-1945 година Страшо Димитар Пинџуров. Неговиот животен пат и револуционерното дело се длабоко врежани не само во пишаните документи, туку и во свеста и паметењето на луѓето од овој крај. Денес се навршуваат 81 година од убиството на народниот херој Страшо Пинџур. Роден е на 5 март 1915 година во Струмица, каде што неговиот татко работел како учител. Потекнува од познатото револуционерно семејство Пинџурови од Ваташа. Татко му Димитар и баба му Наца биле активни учесници во Илинденското востание, така да Страшо уште мал ја почувствувал големата љубов кон татковината. Уште немал нито една година кога останал без татко, а кој загинал во виорот на Првата светска војна во октомври 1915 година ке селото Криволак. Единствена хранителка и воспитувачка станала неговата баба Наца, на која и останал приврзан и благодарен до крајот на својот живот. По природа бил тивок и повлечен. Длабоко внатре, тој бил многу емотивен, чесен и искрен кон своите блиски, другари и пријатели. Основно образование и ниша гимназија завршил во Ваташа и Кавадарци. По укинувањето на гимназиите во Македонија во 1929 година од страна на големосрпската буржуазија, како и многу други ученици, и Страшо своето образование го продолжил во Србија, каде било отворени специјални интернати само за македонските ученици. Во Кргоевачката гимназија се изградува како напреден младинец и револуционер. Тука, во текот на 1933 година, започнал да го пишува својот дневник, во кој можеме да прочитаме за неговите размислувања, за светот што го обкружува, за другарите, за љубовта. Покрај другото, во овој дневник запишал: "Јас ќе умрам млад, а мојот гроб нема да се знае." Ова негово предчувство и навистина се остварило. Во 1935 година Страшо Пинџур се запишал на правниот факултет во Белград. Многу брзо влегол во редовите на напредното младинско и револуционерно движење. Се вклучил во друштвото на напредните македонски студенти Вартар, а во текот на 1936 година бил избран и за негов секретар. Станал и член на акциониот студентски одбор. Немало акција организирана од овој комитет во која Страшо не учествувал, како демонстрации, митинзи, академии и предавања. Тој бил еден од основачите на македонското народно движење МАНАПО, кој во периодот од 1936 до 1938 година развило голема активност. Во почетокот на април 1938 година се обидел да се префрли во Шпанија и да се бори во интернационалните бригади против фашистичката диктатура на генералот Франко. Доаѓа до Прага, но не успел да фати врска, па се вратил во Белград. Поради неговата голема револуционерна активност и агитација меѓу студентите и работничката младина,
Во мај 1938 година бил уапсен од белградската полиција и осуден на 6 месеци затвор во Ада Циганлија. За време на летниот распуст во 1939 година Страшо Пинџур заедно со Ристо Михов и Џошо Бојаджиев ја формираат партиската ќелија на КП за Кавадарци и Ваташа, односно ја обновиле партиската организација која по 1920 година се наоѓала во длабока илегала. По завршувањето на правниот факултет во декември 1940 година, неговата активност како револуционер уште повеќе се зголемила. Бил будно следен од полицијата и повторно уапсен и спроведен во истиот затвор каде одлежал 3 месеци. Пред окупацијата Страшо бил пуштен на слобода. На 27 март 1941 година во Скопје, заедно со Кузман Јосиповски Питу и Мирче Ацев, учествува во демонстрациите против приклучувањето на Југославија кон Тројниот пакт. Со нападот на бугарските окупаторски сили на Македонија во април 1941 година, Страшо се наоѓал во Скопје, каде бил назначен за инструктор на Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија, а од септември 1941 година е член на Покраинскиот воен штаб. Тој бил задолжен да ја зајакне партиската структура, да формира нови местни комитети и воени штабови. Од јуни 1942 година е член на главниот штаб на Македонија. Во ноември 1942 година бил разбиен делешкиот партизански одред Димитар Влахов, па Страшо Пинџур и Мирче Ацев доаѓаат во Велес да ја консолидираат работата на партиската организација. На 18 декември се провалени во куќата на Јован Митрев и биле уапсени од бугарската полиција и спроведени во областната полициска управа во Скопје. На 4 јануари 1943 година во Скопскиот областен затвор, како последица од силните измачувања од бугарската полиција, Страшо Пинџур умира. Било наредено уште истата вечер телото да биде однесено и закопано некаде на тајно место. Загинал на неполни 28 години. Така завршил животот на еден од најголемите револуционери и политички раководители на Македонија од времето на Втората светска војна. До денес не се знае каде е неговиот гроб. Кога на 24 септември 1943 година на планината кај Макчалан бил формиран вториот батальон во Македонија, името го добил по познатиот голем револуционер и борец Страшо Пинџур. За неговата активност во организирањето на македонскиот народ во борбата против бугарскиот окупатор, Страшо Пинџур е меѓу првите прогласени народни херои во Македонија и Југославија на 29 јули 1945 година. Со солидното образование што го имал стекнато, можел да има живот пон со убавини и радост, но тој одбрал живот пон со маки, страдање и неизвестност. Бил решен да ги исполни своите младежки идеали во кои верувал и бил убеден дека еден ден ќе се и реализираат. И бил во право. Вечна му слава.